Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Во Прилеп велат победа не може без Миле Талевски. Миле Талевски вели не можам без победа. Миле Талевски е еден од најпознатите спортски новинари во Прилеп и пошироко во Македонија. Човек кој речиси целиот свој живот го мина следејќи го најпопуларниот спортски клуб во градот, Победа, тим кој исто така има многу симпатизери и во целата наша држава. Своевремено Победа играше и главна улога во она бивша втора Југословенска лига, но за жал ниту еднаш, иако секогаш беше тука втора, трета, не успеа да биде прва и да стане прволигаш, па често со Миле Талевски дискутиравме и околу тоа кои се тие причини, зошто, како, а причини имаше икс, затоа што нормално повеќе беа форсирани клубовите од другите републики, посебно од Србија, Војводина, па тие секогаш ке беа за чекор пред прилепчаните. Но, тоа е време минато и на тоа минато време е убаво понекогаш да се подсетуваме, па сега и преку кажувањето на новинарската легенда од Прилеп, Миле Талевски, ке се подсетиме на тие минати времења. Миле, драго ми е еве што дојдов овде во Прилеп, во твојот дом, да разговараме малку за фудбалот. Се среќаваме тука на градскиот стадион кога игра Победа, кога доаѓам и јас да ги следам тие надпревари, но немаме време вака за муабет, бидејќи сме ориентирани тамо на случувањата на теренот, па еве сега е убав момент да ни кажеш за тебе, за твојата кариера, за твоите почетоци, за тоа како дојде во новинарството, а да кажеш и некои интересни моменти од историјата или од животот на Победа, и не само Победа, туку воопшто спортот во Прилеп, зашто тука е и Тутунскиот комбинат, ракометниот клуб кој играше и игра една од главните роли во македонскиот ракомет. Па еве, повели каде почна и како почна со новинарството. Соки, јас сакам да ти се заблагодарам што си се сетил на мене. Веќе појчке од една деценија сум пензионер и ти си пензионер, ама си продолжуваш со работиве. Сега понекогаш и мене ме користа нешто да кажам за спортот прилепски и има што да се кажи прилепскиот спорт. Во моментове, можеби во криза, има некоја транзиција прилепскиот спорт во моментов, ама оди на подобро. Меѓутоа, сакам да кажам, еве, кога правим муабет за Победа и види, во Прилеп, со моите пишувања и моите колеги, ние не случајно го прогласивме Прилеп. Не да го прогласивме, туку сам си се прогласи и сите го признаваат тоа и за спорт во кој што работев 36 години, дека е тоа најфудбалски град. Толку беше, да ви кажам, се чудеа во спорт, да се продава спорт 3000 примероци во Прилеп. И се чекаше и студентите, и ученици, и сите симпатизери. Да стигне возот да го донесе спорт. Во 11 сат остасуваше, а некогаш и знаеше да касни и до еден и друго. Меѓутоа, кај рекламите чекаја и кај шула се растовараше Весников, идеја тука да го разграбат. Пред да појде во киосци, се продаваше Весников. Значи, толку беше сакан спортов во Прилеп, не само фудбало, и другите дисциплини многу. И имам непостигнато резултати многу. Па имавте и атлетика, добра, Сонја Мицевска, Конеска, Петровска. Гешовски беше легенда. Да. Тој создаде многу атлетичари, да, и репрезентативци и рекордери. Во женска конкуренција Славица Конеска беше со Николич. Да. Заедно во репрезентацијата со Лео Ланг. Така да кажам да можеме историја да се напиши за Прилеп
богата историја има Прилеп. Жалам што се сопнав уште на првиот чекор кога почнав да ја пишувам таа историја. Напишав првата монографија за ракомето и ракометниот клуб Тутунски комбинат. Напишав книга, излезе во 3000 примероци, меѓутоа уште нема доживеено промоција. За банална работа уште не можам да најдам спонзор за кориците да се најдат, а достигна цена од 1 милион или 15.000 евра за во тогашната печатницата 11. октомври кажува дека треба толку пари за да се плати. Меѓутоа спонзор беше Тутунски комбинат. А за жал Тутунски комбинат еден гработен колектив кој што беше во Балкану најдобар, не на југословските простори, на Балкану. Оти Прилеп е Тутунски град. Тутун нема на земјинава топка каде што се произведувало тутун сконцентрисано толку како во Прилеп. Па често и новинарите и надвор од македонските граници, србите, хрватите, кои ќе пишуваат за победа, секогаш потенцира најфудбалски град, градот на Тутунот, и како таков е познат. Кај да одиш, кај да одиш во тие простори поранешни југословенски, ќе го споменеш Прилеп, победа и Тутунот. Тоа се две препознатливи работи. Маркови кули. Да, и градот под Марковите кули, тоа ти беше омилена реченица тебе во извештаите. Кој ќе се јавеше во Белград на стенографите за да праќаш извештај и кој ќе речеш гледачи 20.000, тие што прашува да не е грешка? Така. Еднаш направија грешка, имаше 10.000, меѓутоа игравме со будуćност. И го напишале тука во тоа гледачи 100.000. Печатна грешка, и го чувам тоа. Печатна грешка 100.000. 100.000, вика тоа е Прилепска маракана. Не, види, покрај Скопје, сигурно Вардар имаше време кога колку што имаше симпатизери во Македонија Вардар, толку имаше и победа. Да. Па реков на почетокот, победа беше омилена во целата република наша. И ако победа успееше... И многу играчи од другите градови доаѓаат тука. И Сатов од Струмица, Малинков од Кавадарци, имаше доста играчи што од Скопје, Гоце Попев, па Караташев, за жал тој и почина тука, нели, на полувреме од една средба со Гош, кога беше тоа квалификација. Ви прашање кој надпревар не го гледаше. Јас тогаш кога почина Караташев, не бев тука, бев со женава заедно во Лондон, во Саутемптон, поправо, во Лондон и во Саутемптон. И таму, кај што бевне сместени, си го имав порачено да ми го праќа спорт. И за неговата смрт разбрав јас преку спорт, што ми го праќаја таму. Тој надпревар само не го гледав. Го немам гледано тој надпревар. Велат дека победа не може без тебе, а ти велиш не можеш без победа, па еве и еден момент, свадбата на сестра ти. Недела, свадба, игра победа. Каде? На свадба или на победа? Играше со Раднички Крагуевац. Јас напуштив домашниот терен, отидов на градски терен. Како напушти? Се скри да не те види? Па да. Меѓутоа, еве, дојде редо да се дарува. Прво треба со братов да се дарува. Братов го нема? Братов, сестрава го вика. Не, знам каде, на фудбал е. И така. И кога се врати од фудбал, среќен, победи, победа, па се приклучи на свадбата. Па и љубоморна ми е и самава, и жената ми е љубоморна за тоа, рече, ми имаше изневерено со победа, рече, не можеш без победа. Ајде да се подсетиме на некој... Јас ја гледав победа и трета лига сега кој играше во овие селски. Не е битно за тебе во која... Многу беше тешко. Во која лига е, битно е победа да е. И да ја гледаш. Имаше интересни дуели со Вардар.
Се сеќавам 1976 Вардар испадна од прва лига и подготвен се засилува фудбалери вамо тамо да се врати следната година. Ама требаше овде да извлече бод. Меѓутоа победа заигра, го победи со 2-0 и Вардар не влезе во лига и продолжи во втора, па тоа како малер да му беше и следната година не влезе и дури третата се врати. Имаше нездраво ривалство меѓу Победа и Вардар. Затоа беа криви некои луѓе што беа на власт. Тука тие можа тие работи да ги свршува. Меѓутоа имаше притисок. Играчиве не можа да го пуштат над превару. Треба да се игра. Тогаш кога загуби Вардар, па дури хеликоптери не кружеа над стадионот само да се победи. Едно време се пишуваше дека му сметали хеликоптерите на играчиве на Вардар, па затоа не можеле да победа. Меѓутоа следната година Дончо исто водеше екипата, Антон Дончевски, Да. си победи глатко 2-0. И мене Дончо ми вели, еве, ве победивме и за лани. Значи врате право, лани остана. Ја му реков, лани, за лани, ама годинава како му велам. И чутена. Да. Меѓутоа, ако Фудбалскиот сојуз на Македонија дозволеше или беше по иницијатива, јас се кажам отворено, се решаваше победа дали да влези во прва лига или не в комитет. Добро, и такво време Виза беше, се требаше договара, правеа. Значи беше не се страшно. виновни само тие од Му беше Србија и други има републики, трошоци, самите ту. Многу трошоци имале патни трошоци, дојште во Лјубљана до Марибор, знаеш колку пари. А мината беше и председател на клубов едно време, а тогаш член на Комитетот. член Или на председателството на Победа. Ми вели бе, јас ќе ви дам автобус, кај сакате и натаму во Австрија дури одите, вика, само да влезиме во прва лига. Добро, Не, бе. меѓутоа, еве, не се влезе и жалосно е. Интересно е дека тогаш и во весниците многу ја фалеа, еве и твој спорт белградски, кога гостуваше Победа, секогаш прикажуваше убави игри, многумина дури знаеа да напишат дека е тоа најдобриот фудбал што го гледале, што го презентираше Победа, тоа е технички дотеран фудбал, а тоа беше резултати на играчите што го сочинуваа тимот. Победа имаше многу фудбалери кои беа навлезени длабоко во фудбалската игра. Сега ме интересира да ме подсетиш на некои имиња од тогашната Победа, од тој период. Ке се сетиш сигурно 60-тите години, 70-тите, јас се сеќавам на Јакимовски го зеде и Вардар беше добар играч и така, меѓутоа имаше една плејада добри фудбалери во Победа. Го красеше тимот беше составен скоро комплетно од прилепски играчи. Таа генерација и влезе во втората лига, во Приштина победувајќи со 1-0. Имаше еден невиден дочек во Прилеп од железничка станица до самиот центар. 2-30 илјади луѓе го прочека целиот град, деца, сите училиште. Излезени, играчите ги носеа до центар. Зборот ми беше за играчите, нели Јакимовски отиде во Вардар, но не остана долго. Имаше и други фудбалери во тој период во Победа кои беа квалитет. Имаше и Велковски дојде во Вардар, па не успеа. Или како е средината, не знам, средината адаптацијата на таа се. Велковски пак подолго заигра од Јакимовски. Велковски. Да. А Јакимовски
не беше искористен како што беше во Прилеп. Имавме тогаш лево крило Цветковиќ. Тој како со рака центрираше. И сите тој го искористи неговото, мислам. Да, тоа центрирање, центар шутеви. И повеќето од половината головите ги постигна со глава. Имаше моменти, имаше сезони кои го постигнаваше и по 40 гола. Само че се наведеше со гола и гол. Али центрираше Цветковиќ извонредно. Играчите сите се знаеа меѓу себе, со тило се познаваја, што се вика. Толку беше уегрена екипата. И вистина, Победа играше еден многу убав, модерен фудбал. Србите викаа враголест. Фудбал со дриблинзи, па овој Атанасовски Бикерес. Да. За мене Гаринчо, јас го Гаринчо го завикав, Гаринчо го викаат. Имаше и други фудбалери исто така добри. Имаше брајчата Лашковски, Чоче и Димако, Анески, Келтановски. Колку време Голман беше еден од легенда на... Анески Туманот, како го викавте. Анески, јас ги имам прогласено него за најсестрен спортист. За мене Анески најмалку фудбал го знаеше, меѓутоа во фудбалу имаше пари, во фудбалу си остана. Иначе, тој можеше на југословенски размер да биде и стручњак и спортист. Ракомет, кошарка, одбојка, мали спортови. То роден беше за тие спортови. Роден. Штета. Фудбало. Добро, доаѓаше повремено, беше тренер, особено во оние тешки ситуации, па ќе се најдеше друг тренер, па повторно Анески тренер и така. Со Крстевски заедно беа, Крстевски тренираше голманите, овој фудбал имаше клика. Не знам дали го спомена, имаше еден добар фудбалер, мислам од Крушево дојде, Борче Ангелевски. Борче Ангелевски пред две години почина. Победа, рековме во југословенски рамки, беше еден од најстандардните второлигаши од Македонија. И имаше надпревари на кои што рековме имаше и многу гледачи, меѓутоа токму поради Победа и фудбалот и тоа што беше најфудбалски град Прилеп, овде беа доделени и некои меѓународни надпревари во минатото. Па се играше, Западна Германија играше овде, тогаш уште не беше сам. Да, не беа соединети, посебни беа ДДР и ФРГ. Небото со земјата беше споено. Толку дош. Меѓутоа, имаше и директен пренос. Да. Македонската телевизија вршеше. Меѓутоа, прилепчани кој ќе игра фудбал, што да се игра, тие од дома не гледаа на телевизија. Таму да бида присутни на фудбал. Значи, затоа ќе речам некогаш, еве, например, со Бугарија играше нашава репрезентација, страмота беше да гледаш трибините голи. Затоа треба да мисла луѓето некаде кај ги пушта. Тоа се 8 години, 8 надпревари бееше Победа, сега казнета, не може. Игравне со љубанци, нов тим. Да. За нас непознат за тоа време. 8.000, 10.000 имаше. 10.000. И да не се плаша и во Прилеп публиката... Победа не играше во Прилеп, одеше надвор да игра, бидејќи казнета гледачи си имаше. За враќање на публиката Победа нема проблем. Победа нема проблем. А што има проблем? Проблем да не има со домашната, внатрешната опозиција? Не, проблем има, секаде ги има. Зошто, например, на Струмица да нема фудбал, а од Струмица излегоја плејада, да не кажу, едно време цела Струмица е преселивне овдека.
И Рингов ги има донесено. Рингов од победа, од кога дојде овдека, ми рекоа, абе, што направи, тие сите од Струмица ги носите овдека, страмота е че запустиме Струмица. И така Рингов си отиде во Продолжи кариерата. во Вардар и си стана цар. Си стана Овде легенда. и Статов долго време бранеше, едно 2-3 сезони. Статов, мислеше. што беше, и Статов во Дубровник. 3 пенали одбрани со Гош. Па беше, како отиде тој во Партизан? Во Партизан ништо тој не заработи, ништо да ради. После се заработи човекот горе. Добро, тоа е за фудбалот, за победа. Победа секогаш е во мислите на Прилепчани, едноставно не можат без неа. И еве сега се врати во првата лига, добро е што се врати, меѓутоа добро ќе биде да не биде играме едно лето во таа прва лига, а за да не е така, Види, од треба искуство, многу работи да се сменат. од искуството Ај кажи се од искуство што треба. што се случи 11 октомври, во меѓувреме додека беше казнета победа ваму. Да, од Европската Да. фудбалска федерација. Тоа се од Пајчке Миленковци, разбираш. Добро, сега да Јас ги не викам- навлегуваме во ги викам- детали. Битно е дека беше победа 8 години И Прилепски, надвор од игра, а со тоа беше други. уништен и прилепскиот фудбал. Да. Од искуството видов дека 11 октомври играше само едно лето во првата лига, бидејќи играја со истиот тим кој што го играја во втората лига го освоја првото место. И мислеа дека така ќе биде. Сега и во победа треба да знае. Има убав перспективен тим. Меѓутоа, без 5-6 играчи добри, не се обстанува. Јас му реков на еден состанок, реков, јас сега нова задача ви поставувам да го направите подвиго на англискиот клуб Лестер. Лестер. Сите минатата година го отпишаа, требаше да испадни, го спасија некако. Тој прогнозира дека за годинава ќе испадни, наместо да испадни, Шампион. тој стана шампион. Сега има ли можности Прилеп еве да доведе 6 квалитетни фудбалери? Еве, ти го кажуваш тоа, дека треба. Јас викам дека има. Меѓутоа, тие што го вода градов и стопанствениците на Прилеп, можат една победа да ја направат како што сака Прилепчанецо. Прилепчанецо Да биде стабилна, пекаше квалитетна и да нема испаѓање. пекаше победа да влези во прва лига. Победа е се во нашава македонска прва лига. И стана и шампион и купо ги има освоено. Меѓутоа, вистински да стани, да секогаш да биде меѓу првите 3-4 екипи и секоја година, како што го имаше во времето кога ја водеше екипава Ацуле, Да. да излегува на меѓународна сцена и таму да покажува резултати. Резултати, ма Значи амбициите да не се само да остане во лига, туку да се бори за пласман и излез во Европа. Ама и па да, тука има да и покаже нешто финансиска надвор. добит, да. А не како, например, сега едно коло да се помини. Добро, тука X услови се во прашање, треба квалитетна екипа, па сега треба засилување на екипата и за тие надпревари. Значи 6 мина за прва лига, па после ако играш во Добро, Европа, сега- пак треба 1-2 Сега се фудбалери. направени добри. Сега ако Има успее основа Прилеп, добра. Сега има добра основа, да го бидејќи има направи кој што велиш, што има и основа. пионерски, и кадетски, и младинска екипа. Ланска година државен првак беше младата екипа. Значи има и основа. А имаме и играчи еве во странство што почна да ни игра, а поникнале Во победа. А што мислиш ти, Несторовски, Радески. Има ли толку негативен одраз таа казна од УЕФА 8 години? Добро, нормално е дека има еден клуб да биде
суспендиран на толку долг период, просто и не верувавме тогаш дека ќе се случи, зашто немаше таков пример до тогаш. Толку ли сгреши победа, па да трпи Јас мислам дека таква Победа е казна. најказновениот клуб. И може да напишам некоја книга, дека е Најдрастично казнато најдрастично казнато. Например, казната беше беше, многу. се сеќавам убо, кога Ако Нови Сад откриле дека навистина надпреварот бил наместен ова, меѓутоа немаше случаи за такви казни. нема доказ. Не, еве во Италија има докази, Јувентус го префрлија во втора, се врати во прва, Ама продолжи. зошто? Меѓутоа не го Ама затворија клубот. Два пати Да. два пати беше казнуван. Ама два пати втора лига и се враќа. Да. Дури и Буфон не отиде на друго место да игра. Играше Буфон Да. И покрај тоа што беше- во втора лига. Не беше во на главна лига, играше. Така треба и се врати. фудбалерите на Победа да бидат. Не кој испадна Победа во трета лига, во трета лига дојде, да не раскажуваме на кој начин дошла, меѓутоа дојде и во трета лига да игра. А зашто фудбалерите не си останаа комплетни и пак да си се врата назад? Организација треба. Добро, еве сега да видиме Сега, дека ново ќе има раководство таква има, организација. по Битно тоа- е да нема опозиција во градот, да нема клечки што се вели и сопки да не се стават, туку сите да се единствени за доброто на Победа во градот. И добро би било да е така. Победа треба да е силна, има подлога да биде таква.